Во денешното издание на емисијата 15 минути со го имаме стромичанецот, наш познат стилист Александар Тошев, кој што веќе неколку години се занимава како фризер. Најпрвен добар ден ни дојде во емисијата 15 минути. Добар ден, Ивана, поздрав до твоите гледачи на 15 минути со. Ајде за почеток да ги запознаеме гледачите, колку години точно се занимаваш како фризер, како стилист и од каде се роди желбата за тоа? Така, значи ја веќе ова ми е 7 година како се занимавам со фризерството. Желбата се роди некако спонтано, пошто не планирав да влевам во таа бранша, во тие води. Некако спонтано дојде сето тоа. Така, претходно имаше некој друго хоби, можеби? Да, претходна работа и друга работа имав сосем различно од ова моментално што сум и што ја работам. Ете, некако спонтано сето тоа обидна да после тоа дури и самиот на себе се чудам како тоа стигнав јас до овие води, да стигнам до таа бранша, да ја работам. Денеска работите што ја работам. Тоа успева затоа што ние навистина македонците сме таков народ, сакаме да се средуваме да бидеме убави. Да, така е, да. Така, Александар, ти си имаш и свој собствен салон и своја клиентела. Како функционираш во време на ова пандемија? Сега знам дека за сите можни бранши е тешко во ова пандемија. Се заработували? Па, јас салонот веќе го имам година и неколку месеци. Го фатив тој период баш кога се случи пандемијата, сето тоа, сите тие работи, ама на крај крајава значи се заработува. Значи косата е нешто што мора да се средува без разлика дали кидаш некаде или на некој настани, на некои евенти, ама знаеш, мора да се ишишат, мора да се средаат. Некои дами што сакаат да бидат средени, знаеш, тоа се оде континуирано од месец на месец. Што треба да поседува еден фризер во денешно време за да биде успешен во својата работа? Да го следи својот сон, да ја следи својата имагинација, да има визија, да ги гледа работите напред, за да биде успешен, за да може да функционира. Како што реков јас, нели, функционира оваа работа, фризерството кај нас во Македонија, се што е поврзано со мода, затоа што навистина сакаме да бидеме ние македонките, па и македонците, нели, и машките, посилниот пол. Кажи ми, што според вас е негувана жена? Негувана жена, според мене, е жена која што, знаеш, се средува, ги гледа своите недостатоци. Најпрвен, според мене, негувана жена би била средена коса и средени зави. Тоа е. Дали вие сте од оние кои веруваат дека негата кај жената ќе се примети ете по косата, како што рече, и по Нормално. Така е. И по завите. Да, така е, да. Во вашата фризерско студио постојано сте во контакт со со дамите. Ќе сакате да ни кажете кои се желбите на македонските жени? Што најмногу барат? Македонските жени се специфични. И благодарен сум што живеам овде и што живеам во Македонија, затоа што нашите жени, македонските жени се едни од најдобро третираните жени. Значи знаат да се негуваат, знаат да се средат, ги следат сите тие светски трендови, сакат да бидат во тек. Значи колку сакат да менуваат, да експериментираат? Па сакаат, да. Ретки се, ама буквално некои знаат да експериментираат од крајност до крајност. Значи ако не пробаш, нема да знаеш. Што најмногу бараат? Најмногу се бара тоа. Омбре, балајаш, сите тие топли нијанси, се зависност од временските услови, дали пролет, лето, есен, зима, ама ги сакат оние топлите нијанси. Така, какви фризури се моментално модерни сега, боја, дали подолга коса, пократка коса? Па, ете, ако земаме во светски рамки, мислам дека пократките коси се ама кај нас нели различно делуваат. Мора да има долги коси, да бидат негувани сите тие коси. Мислам дека кај нас во Македонија превладуваат долгите коси. Така, јас исто така многу сакам долга коса. Колку надградбите сега се уште, дали се уште тренд или како фризер? Да, тренд се. Тие од секогаш се биле и ќе бидат, мислам дека, знаеш, колку и да бидат демоде, знаеш, надградбата и косата, пошто ако сакаме некоја светла основа и светла коса, значи не мора да го постигнеме тој ефект со надградба на коса. А каква е ситуацијата со нашите мажи? Дали тие сакаат да се средуваат? Какви фризури тие најмногу бараат? Кои се ин фризури за нив? Така, во последниот период, во последните неколку години се до некаде и мажите се веќе, дури во поголем замав и поголем тренд се мажите,
Ете, гледаме нели тоа на социјалните мрежи, на Инстаграм, на сите тие други социјални мрежи, гледаме дека мажите се во тренд, кај сите тие бербери, значи со различни продукти што работат, различни машинки, значи сето тоа е направено до перфекција. Значи во последно време, во последните неколку години толку голем замав зема и берберите што ми е мило и така. Значи Соработуваш и со мажи, тренд. така? Да, работам, да. Така. А во вашиот салон соработувате и со доста познати наши македонски звезди, со кои поточно, ако може да откриеме на нашите гледачи, и што тие најмногу бараат? Па се зависност од самата пригода, од самото снимање. Дали ќе снимаме некое новогодишно шоу, дали снимаме некое шоу, дали снимаме некое видео за некоја телевизија, дали снимаме некој видеоспот. Сето тоа зависи од самиот настан, во разговор со режисерот, ако треба да се снима некој видеоспот. Ете би издвоил последно што снимавме со Сузана Гавазова, со Славица Ангелова, наша позната. Така, значи, видеоспотови се снимаат, некои емисија кои има исто така се снимаат, новогодишни. Фестивали, Макфест, ете, некои други фестивали што сум бил присутен, сум работел. Се зависи од самата песна, се зависи од самиот настап, се зависи од самата кореографија, сето тоа, ама најпресудна е песната. Значи, ако песната биде смирена, тогаш и аутфитот и фризурата мора да биде смирено. Ако песната е брза, динамична, Зависи од приказната, да, од самата приказна, да. Се тоа зависи, значи тука веќе има многу голем број на луѓе кои што стојат, фризери, шминкери, режисери, значи се треба да биде во склоп на сето тоа што се снима и која е приказната во видеоспотот. Дали можеби сега во блиска иднина имаш некои ангажмани такви слични? Па да, имам. Ете сега се спрема некоја нова песна со Сузана Гавазова, па тука сме во преговори нели за видеоспот, за идеи, што како, што фризура, што облека, така. Навистина многу, јас така што бидејќи те следам, доста те следам, доста експериментираш со многу вака специфични фризури. Кажи нешто повеќе околу тоа. Идеите сами доаѓаат? Да, идеите сами доаѓаат, знаеш, тоа е еден дел на имагинација, на визија, некоја спонтаност во самиот мозок, знаеш, ти доаѓа. Знам дека секојаш финишот е навистина. Да, final touch, да, идеален, да. Па ја обично сакам да експериментирам со бои, со нешто различно, знаеш, едно да се одвоиш од толбата, а друго да го покажеш тоа што тлее во тебе. Значи сите тие бои, сите тие нијанси сакам да ги преточам во косата. Значи буквално да биде нешто различно, невидено, да се трудам цело време да си го донесам сето тоа што го мислам во глава, да го донесам да се изразам некако, ето како сликар на пример на слика, вајар на скулптура да се изве, ја како фризер да можам да се изразам преку косата. Ете, доаѓаш на работа секој ден и во што најмногу уживаш, во кој дел од твојата работа? Па најмногу уживам во контактот со муштериката. Кога разговараме, кога гледаме што да направиме и на крај најубаво чувство и најголемо задоволство ми прави тоа ако финишот ќе биде тоа што сум ја го замислил и клиентката што го побарала. Иначе, нели, како што знаеш, гостин си во нашите емисија 15 минути, со што Александар може да направи за 15 минути? Дали може да се спремиш? Навистина имаш и интересен стил, морам и тоа да го кажам. Колку време ти треба да се подготвиш, ева да излезеш на кафе или што би направил ти за 15 минути? Па за 15 минути, ете, мислам дека би можел да се облечам, ама не и дека би можел да излезам, знаеш, ми треба подолго време, обично каснам да сите тие настани, каде и да се појавам, ама мислам дека еден мал дел од тие 15 минути би завршил некоја работа. Дали Александар може би има нека неостварена желба, може би еве соработка со некоја позната звезда, може би, не мора да биде од нашите македонски, да биде и странски? Па тоа само по себе си доаѓа. Никогаш не сум имал некоја цел као некоја светска звезда да работи со мене или како и да е. Тоа постепено доаѓа. Значи тие некои работи што никогаш не сум се ги замислил во животот ми се случиле, така оставам на спонтаност. А колку Александар ти лично ги следиш светските трендови и колку ти тоа го применуваш? Да, па ја обично ги следам сите тие светски трендови, значи Grammy Awards, Оскарите ги следам, значи сите тие Met Gala, значи еден од најголемите
шоу што може да се случи на светско ниво. Значи, буквално ги следам сите тие стайлинзи, фризури, знаеш, и гледам да ги применам. Нека и сите, ама кај одреден дел кај клиентелата, кај што може да се направи, кај што може да изгледа перфектно, гледам да ги применам. Рековме дека македонките многу се средуваат. А колку струмичанки се средуваат? Па тоа за македонките кога ќе кажеш, се мисли за повеќето и за струмичанките, битолчанки и струмичанки. Да, струмичанките се, ајде, пошто сме од Струмица, едни од најубавите жени, најсредените жени, буквално знаете за некој... Не само затоа што сме од Струмици, така е. Така е. Пошто знаете за, без некој повод и некој мал евент, значи да се средат, буквално да изгледат перфектно, знаат да се средат и самите, некогаш, знаеш, ќе погледнеш, не ти се верува дека и самите го имат тој фат да се средат и самите. А што друго прави Александар во слободното време, уште да ни кажеш, дали имаш можеби и некое друго креативно хоби кој што го исполнува твоето слободно време и колку имаш слободно време? Па имам сега во последните неколку години, нели сите имам веќе многу повеќе, повеќе слободно време. Сакам да се дружам, сакам да седам со пријатели, убаво ми е да ширам позитивна енергија, да имам круг на луѓе кои што се позитивни, да се смееме, да се напиеме, тоа и во работното време да работам, да се трудам, да изгледа се тоа перфектно, да бидам успешен. И за крај што ќе посакаш на сите гледачи на 15 минути со емисијата? Така, да останат позитивни, да се дружат и да се средуваат како што до сега тоа го правеле. Почитувани, ова бе 15 минути со Александар Тошев, кој сака да се среди. Александар Тошев е овде кај нас во Струмица. Се одјавуваме. Чао!